многу кратка. Кога веќе се согласуваме, колешке Ванчева, дека ни е важен туризмот подеднакво, дајте прифатете го амандманот и дајте престанете да ги намалувате средствата за туристички развој. Сме имале стратегија 2016-2021. Сега сме 2022 да ве подсетам. А зборуваме дека оваа била во подготовка за 2023 година. Ами криза за криза имаме, колешке. Дали имавме стратегија за делување во кризи? На кој линк да ја побарам таа стратегија? Еве, кажете ми, радо би сакала да ја видам. Ама такво нешто немавме. Сега, вашите заложби во туризмот, сега ќе ви ги подкрепам со бројки кои ни се поразителни и ова се факти, колешке. Не го говорам ова јас, не се мои анализиве, не се мои податоциве, Главниот завод за статистика се. Во 2021, во однос на 2019 година, имаме пад на бројот на туристи за 482.500 туристи. 2021, во однос на 2019, имаме пад на бројот на ноќавања за 948.855 ноќавања. 2021, во однос на 2019, имаме пад на девизниот прилив од 10,88 милиони долари. Ова се вашите заложби, колешке. Доволен репер за тоа во која насока го водите туризмот, требаше да ви биде Државен завод за статистика, Светска банка, Државен завод за ревизија и не знам веќе уште кои релевантни институции да ги наведам, да не биде дека само јас критикувам, туку сте искритикувани во сите погледи. Сега да не изумам уште нешто. Ако толку инвестирате во туризмот, еве ќе ви поставам едно прашање. Како тоа ги затворивте сите сувенирници во Скопје? Туристите нема каде магнет да си купат, колешке. Жално. И овде ќе завршам, бидејќи го спомнавте градоначалникот на Охрид. Охрид ти доби способен градоначалник, а наскоро и Република Македонија ќе добие способен премиер кој навистина ќе знае да го цени туризмот и кој навистина туризмот ќе го искористи за економски развој на оваа држава. Ви благодарам. Ви благодарам.